сте? Добар ден, јас сум Дејан Димитриевиќ, дел сум од организацијата на овој турнир или на Куп 2025. Исто така сум и фудбалски судија, како и одговорен со колегите од Фудбалска федерација за судењето тука кој што се однесува, секако и за надпреварите. Воедно сум и член на фудбалската школа Гроздановски, работам и како тренер, така да од три агли во овој турнир учествувам, исто така и во дел организацијата околу терените и се останато. Како сте задоволни со организацијата, со тоа дека денеска е втор ден од... Па да ви кажам, право тоа што очекувавме, дури и многу повеќе се оствари во однос на присутност на луѓе, на публика, на деца, надпревари. Вчера помина се во најдобар ред. Сите терени се добри, немаме проблеми, има фер плей. Тоа е најбитно, значи надпреварите ги судат квалитетни судии од Фудбалската федерација на Македонија, после благодарност до Фудбалската федерација на Македонија кој што ни испрати квалитетни судии за судење на надпреварите, а исто така околу организацијата сме доста задоволни, бидејќи гостите кои што се дојдени тука од сите држави се многу задоволни исто така од нив и уште сега ги најавуваат учеството за наредната година, така тоа нас не исполнува, бидејќи сакаме што повеќе овој турнир да биде уште помаслен. Оваа година учествуваат огромен број на екипи, за следната година уште да го зголемиме бројот на уште неколку. А кој е вашиот личен впечаток за атмосферата во смисол на дружбата со децата? Дали се дружат меѓу себе и... Па да, секако, значи ова е број еден овдека пред се дружењето меѓу децата кои што доаѓаат од различни држави, од различни градови на Македонија, од цел Балкан и од Европа, кои што разменуваат искуства, стекнуваат нови пријателства, се запознаваат и имаат многу бенефит од овој турнир, како за развој на нивните кариери. Тука стануваат идните звезди кои што за 2, 3, 5, 10 години ќе бидат дел од некоја фудбалска репрезентација и ќе се гордееме самите ние и сите вие дека што биле дека на овие терени кои што се одлична состојба, како што е на сите 4 терени во општина или кои што се тука ги имаме на располагање. Мислам дека ќе остане како пример за идните генерации дека тука биле овие деца играле, се ферплей се дружили, тоа пријателство ќе продолжи понатака, како и на тренерите, родителите и сите ќе заминат од овдека со добри спомени за да имаат добро сеќавање како што и сите спортисти тоа го прават во своите држави, го пренесуваат. Спортот е амбасадор број 1 во сите држави, така да мислам дека ова искуство од тука што е од овие турнири е многу значено за децата и за дружењата, пред се и за социјализацијата, како и за меѓународната соработка на клубовите. А дали има некои реакции од тренерите или родителите поради тоа што може на некој начин сметаат дека не е фер плей судењето на судиите? Па не, мислам публиката, односно секогаш знаат да изреагираат бурно, бидејќи судиите се навигнати на такви критики, позитивни и негативни, еден вид на малку адреналин, но сега за сега немаме некои поголеми, посериозни инциденти. Се знае, судиите некош може да погрешат, овдека немаме вар систем или нешто па да враќаме, но сепак во глобала е фер плей и нормално, секојаш има незадоволни, секојаш има и добри и лоши страни, ама мислам дека годинава предничиме со организацијата во однос, рековме, и на фер плей судењето, на однесувањето на публиката, се е на едно високо ниво, кое што може да разговарате и со останатите кои што се тука гости да го кажат тоа. Ние како организација секој што жнееме да се подобриме и сакаме позитивни и негативни критики за да бидеме што подобри за воиднина, за ова да биде на едно перфектно ниво организирано. Благодарам за оваа изјава. Благодарам и на вас.